Почитувани новинари, почитувани гледачи, денес би сакале да кажеме збор 2 за последниот скандалозен предлог закон на приватната влада на Заев и Ахмети за ставање на европско знаменце на предлог законот за бизнис со дрога марихуана. Сметаме дека ова е скандалозен чин со кој што по кој знае кој пат се злоупотребува европското знаменце за теми кои што немаат никаква унифицирана регулатива во Европската унија. Заев и Ахмети 4 години ги лажат граѓаните дека од државата ќе направат Европска Македонија, за со овој предлог закон за трговија со дрога да направат Македонија да биде Колумбија во Европа. Земја во која што трговијата со дрога, онака како што правеше началникот на МВР во Прилеп, ќе стане легален бизнис на семејството Заеви и на неговите коалициони партнери. Зошто овој закон е скандалозен? Не само заради европското знаменце, туку и заради тоа што премиерот ја приватизира владата за носење на закони кои што значат бизнис профит за неговото потесно семејство. Најголемиот дел од бизнисот со садење на марихуана и веројатно и продажба на црно на таа марихуана во Македонија го водат Трајче Заев, Бобан Заев и Радиша Заев. И многу неформални плантажи кои што не гласат моментално како нивна собственост се управувани од овие луѓе. Затоа сметаме дека со ваквиот предлог закон само ќе има зголемен профит за фирмите МАМ Свети Николе и за фирмата Фарма Медика во Валандово, кои што се во директна собственост на блиската фамилија на Заев. Тоа значи дека во Македонија ќе почнат да владеат картели, младината ќе стане се поподложна на психотропни супстанци, на нив на младите ќе прават профит овие фамилиарни блиски пријатели на Заев, а земјата ќе стане едно пристаниште и магнет за нелегалниот бизнис со дрога, со кој што се занимаваат луѓе како Седат Пекер, Биг Майк и сите оние 215 наркомафијаши кои што од светски размери добија македонски пасоши со лажен идентитет. Затоа апелираме и до делегацијата на Европската Унија и до Европската комисија во Брисел да го стопираат ваквото злоупотребување на европското знаменце за приватните бизнис интереси на Заев и на Ахмети. Владата во изминатиот период покажа дека европското знаменце го третира само како една валкана крпа со која што ги покрива криминалните предлог закони кои што за Заев и Ахмети значат бизнис, профит, а за Македонија губење на имиджот и за младината голема штета и ризик. Толку би имал по оваа тема, повелете доколку има прашања. Господин Милошевски, ваш коментар за предлогот на Заев за одржување на првиот круг на локалните избори на 31 октомври. Локалните избори не се определуваат според желбата на било кој политичар, па дури и тој да е премиер. Локалните избори се одржуваат согласно утврдениот термин во Уставот и законот. Уставниот и законски термин за локалните избори е 17 октомври, првиот круг. Се друго значи прекршување на Уставот и на законите. Внатрепартиските и меѓукоалиционите пресметки во ДУИ, СДСМ, БЕСА и помалите коалициони партнери не треба да бидат проблем за државата и за граѓаните и не треба да бидат изговор за прекршување на изборниот ден на 17 октомври. Се друго би било неуставно и би можело да го загрози целиот изборен процес како незаконит и незаконито да им се продолжи мандатот на пратениците, односно градоначалниците на кои што им стекува мандатот и советите на општините. Затоа ВМРО ДПМН очекува сите политички партии да го почитуваат уставниот и законски рок, а тоа е 17 октомври, прв круг локални избори во Македонија. Благодарам многу.